Ваква е македонската реалност. Брзина на возовите не повеќе од 60 км на час. И тоа без модернизација на пругите и без брза железничка инфраструктура. Македонија и натаму останува слепо црево со брзото и модерно железничко поврзување, алармира стопанството на кое ваквиот брз транспорт му е и повеќе од потребен. Бизнисменот Горан Рафајловски за Алфа вели дека без сериозен зафат од државата за изградба на пруги и патишта, во никој случај не може да се развива бизнисот. Вие сакате да имате бизнис. Каков бизнис вие ќе имате со Бугарија, кога вие за да отпатувате до една Софија, каде што треба да се соочите со бугарските бизнисмени, ви требаат 4 часа за 200 километри. Па поголема тага од тоа во едно модерно време има ли? Вие да отпатувате до Охрид, каде што викаме треба да го развиваме туризмот, значи да отпатувате до Охрид од Скопје, ви се потребни 2,5 часа за 160 километри. Па како сакате да ви се развиваат градовите, кога тие, за да дојдат до Скопје, потребно ми е на Прилеп 2 сата, на Битола преку 2 часа. Па каде живееме? Ова е Америка, па имаме дистанција од 1000 километри. Ние зборуваме овде за 200 километри на 200 километри. Рафајловски ја критикува актуелната власт, зашто како што вели не знаела да менаџира околу изградба на сериозна инфраструктура дома, а камоли да се поврземе надвор од македонските граници. Вели дека било жално што веќе започнатите проекти не знаеле како да ги довршат. Еден од нив е историската пруга кон Бугарија на коридорот 8. Она долго владење на ВМРО-ДПМН започнаа некои проекти, а ова владење кое веќе не е кратко на СДСМ ги сопреа проектите. Просто е неразбирливо како може да се толку, не знам каков израз да употребам, нерационални, не бизнис ориентирани, да сапираат проекти и тие проекти само да чинат повеќе и повеќе пари. Железницата до Бугарија, јас мислам дека веќе стана епска. Тажна е колку пати пари земавме за незе и колку пати не исполнивме ништо и не ја изградивме. Дека железничкиот сообраќај е и повеќе од очаен, потврдуваат и честите протести на машинскиот персонал кои честопати протестираат поради лошите услови за работа. Инаку железници транспорт е едно од предпријатијата кои постојано е на листата на должници. До сега доспеаниот неплатен долг изнесува нешто повеќе од 60,5 милиони евра.